Владата прави детална анализа на цените на прехранбените производи, пошто ќе се знае дали и какви мерки ќе бидат применети со цел нивно намалување. Премиерот Христијан Мицкоски вели лично тој се занимавал со тоа прашање и во моментов работат на методологија на идентификување на оние околу 700 производи кои влијаат врз потрошувачката кошничка. Одговарајќи на новинарско прашање дали може да се очекува намалување на цените на храната, Мицкоски вели, владата темелно навлегла во проблематиката. Ова доаѓа откако пред една недела во владата се одржа средба со представници на најголемите маркети во државата, а според најавите во деновите кои следат, ќе има и средби со добавувачите и производителите. Јас лично, ви велам, работам на методологија на идентификување на тие 600-700 производи кои што статистички се мерат и директно на нив ќе одиме ако треба фактура по фактура, еден по еден производ ќе ги анализираме каде можеме да покачиме и како можеме да покачиме, така што ова е една темелна операција која што лично ја водам и очекувам да има многу скоро резултати кои што ќе бидат видливи на терен. Од Сојузот на стопански комори велат во однос на цените на храната најдобро е да се направи анализа на цените пред и по кризата, за да се утврди дали и каде имало злоупотреби. Дополнително велат на сила и законот за нефер трговски практики, кој според нив е најсоодветна алатка за утврдување нерегуларности. Може да се види кои биле цените пред да почне кризата. Така, па можеме да споредиме кои се цените или да се даде извесен период до каде што може да се намалат тие цени. Инаку логично и рационално е да се размислува на тој начин, доколку другите трошоци се немаат покачено, да се види цените пред кризата и цените после кризата. Единствено тука факторот на покачување цени се практично цената на човечките ресурси, значи каде што имаме информации од нашите членки дека платите се покачуваат, бидејќи има силен недостаток на човечки ресурси. Во однос на цените на нафтините деривати, од владата велат и по денешната одлука на регулаторната комисија за енергетика, македонските граѓани точат бензин и горива по најниски цени споредбено со зимните од регионот.